Во следните две епизоди ќе направиме споредба заедно со нашите македонски еспортисти на наиграните видеоигри и какви способности се потребни за секоја од нив. Да, значи како што кажав, има многу различни видови на игри. Значи се задржам на FPS и на MOBA игри. FPS се, да кажеме, first shooting games во стилот на Counter-Strike, Valorant, Call of Duty, значи такви поакциозни игри, не кажам, да за попросто кажано да може да разбере целата публика. А MOBA игра, значи по стратегија, спора игра, каде што целата поента е тимски да се завземе другата страна на противникот. Што се однесува до двете главни MOBA игри, Dota 2 и LoL, каде што јас, да не кажам, поголемиот дел од мојата кариера го посветив на LoL. Главната разлика во мој очи е дека Dota е нормално многу поспора игра, малце покомплексна игра со многу размислување, каде што во LoL светот е малце поинаку, има поголеми шанси за реакција, за аутплей и мислам дека е многу каде побрза игра него ли Dota 2. Како што знаеме во контекст на игрите има навистина голем број различни жанрови на игри. Еве да кажеме дека моментално се многу популарни Battle Royale игрите како што е Fortnite. Јас лично немам многу искуство во тој жанр на игри затоа што речиси поголемиот дел од мојата кариера ја посветив на играње на trading card games, односно игри со карти и логички игри. Но сметам дека секој жанр на игра развива различен сет на вештини. И прашањето е ние како индивидуи во кој најмногу ќе се пронајдеме. Мене лично никогаш не ми се допаѓа шутерите, односно игрите во кои што се бара повеќе, да кажам, вештини во поглед на рефлекси, на брзина на движење и такви вештини. Повеќе ми се допаѓа кога едноставно имам време да размислам, да кажам, имам определено време во кое што треба да донесам најдобро оптимално решение за ситуацијата во која што се наоѓам во моментот. И поради тоа и сметам дека баш конкретно играта која што ја играв разви навистина големи problem solving skills во мојата личностна структура, нешто кое што до ден денес го користам во работењето со мојата фирма. Ми го разви претприемачкиот дух, колку и да звучи смешно, но навистина кога треба да донесам некоја тешка одлука, се чувствувам како да се изострени тие вештини за едноставно исклучување на оној емоционален дел и целосен фокус на она што треба да се одлучи во моментот при што да се донесе најдобро решение. Јас не гледам некакви разлики во игрите, да кажам, бидејќи јас како што почнав да геймам Counter 1.6. После тоа малку играв и CS:GO, но не бев нешто добар во тоа. Најиграна игра што сум ја играл порано беше Warcraft 3 и затоа дојде природно таа транзиција во Dota 2. Во однос на Dota 2 и LoL сум ги пробал двете, но за мене лично дефинитивно дека Dota е подобра игра. Пред се поради лично мене графиката ми е подобра, некако LoL ми изгледаат многу детски карактерите кам шампионите, не знам како ги викаат таму. И лично конкретно ради тоа повеќе преферирам Dota 2 покрај другото, ќе почнав Dota 2 кога излезе The International и кога видов тој прайс по 1 милион бев као дефинитивно мора да го играм ова.